Најавените дисперзирани хемоцентри во неколку градови во државата, меѓу кои во клиничка болница Штип, веќе почнаа со работа, изјавија министерот за здравство Азер Алиу и директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски. Веќе почнуваме во Тетово, во Битола, 8 септември наскоро ќе почнеме, бидејќи таму треба само уште една дозвола да се добие од Министерство за здравство и Штип. Првиот чекор за децентрализација на онколошката терапија го направивме со позитивната листа. 2 лека од болничка листа се префрлени во аптеки и 2500 пациенти со рак на дојка веќе не мора да одат 4 пати годишно на клиниката за онкологија. Сепак за лекарите од внатрешноста потребна е дообука, признава Алиу. Исто така ве информирам дека треба и дополнителни обуки за колегите што работат во Битола, во Тетово и во Штип, исто така и во 8 септември. Таа е втората фаза. Затоа почнавме од првата фаза, сепак се работи за пациенти и многу сме предпазливи, бидејќи освен што се сензитивни, таа процедура е сензитивна, мора да бидеме предпазливи, да знаеме дека чекорот што одиме напред е чекор кој што е анализиран и е стабилен и сигурен за сите пациенти.